Ученици и иноватори од Кочани ќе ја представат Македонија на светски надпревар што ќе се одржи во Детройт САД. Тие ќе го презентираат своето иновативно решение – робот што извршува задачи од областа на хидродинамиката. Роботот е во облик на коцка и е составен од лего коцки и содржи 4 мотори и 3 сензори. Ние учествувавме во FLL надпреварот. Значи, овој надпревар е базиран врз роботиката и хидродинамиката. Овој робот е во облик на коцка со цел подобрување на прецизноста и константноста на роботот. Следна наша цел е да ова надпреварување да го донесеме и во нашата држава, во Македонија, да не мора да настапуваме под други држави како оваа година што беше и да можат и повеќе ученици да учествуваат во самото ова надпреварување, бидејќи е прекрасна работа за ученици. Авионските карти за патување до Детройт се обезбедени со финансиски средства од Фондот за иновации и технолошки развој, а од владата најавуваат дека ќе продолжи поддршката за сите млади креативци и иноватори. Младите иноватори покажуваат на дело дека во Македонија може да се дизајнираат и создаваат големи дела. Јас ги повикувам нив, но и сите млади да работат, да создаваат и да креираат тука, во нашата Македонија. При тоа се обврзувам дека владата на Република Македонија ќе продолжи да ја интензивира поддршката за иновации, за информатичка технологија, за развој и за дигитализација на Македонија. Од Фондот за иновации и технолошки развој веќе работат на посебна програма за грантови за млади истражувачи, со кои се очекуваат од 15 до 20 нови проекти. Сите основци, средношколци, студенти, млади луѓе во оваа држава треба да ги препознаат можностите што ги нуди и владата и Фондот за иновации и технолошки развој, значи што ги нуди државата, за да останат и да ги развиваат своите креативни, критички, иновативни потенцијали. Ние тоа ќе го финансираме и сега, ќе го финансираме уште повеќе и во наредниот период. Младите иноватори од Кочани претходно го имаат освоено првото место на надпревар во Србија, со што се пласирали и на Адрија лигата во Словенија, каде исто така биле наградени.